Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции Веле Самак во саботата беше во работна посета на Кочани. Тој заедно со градоначалникот Димитровски го посетија местото каде што се гради новата фабрика за репроцентар на расат на украсни цвеќиња, Антура инвестиција од Холандија. На средбата министерот и градоначалникот разговараа за можностите за привлекување на нови странски инвестиции во општина Кочани. Кочани има една позитивна сторија денес, бидејќи две странски фирми всушност инвестираат за краток период во овој град и прво е америчката фирма Amphenol која беше најавена пред неколку недели за електроника или електронски производи, а втора е холандската фирма Антура, каде што сме тука денес на местото кое се гради. И оваа фирма има намена за производство на украсно цвеќе, тоест расади на орхидеи, кои ќе бидат извезувани во западноевропските пазари. По отварањето на американската компанија Amphenol и холандската Антура, во Кочани пред се ќе се намали невработеноста, истакна Димитровски. И разговаравме за тоа што можеме да заеднички учиниме да се она раздвиженост, што е инвестициона раздвиженост, да ја зголемиме. Разговаравме за двете отпочнати инвестиции од страна на Amphenol и Антура. Разговаравме за она што го како општина предвидовме за новиот дел, урбанизираниот дел над каналот, како индустријска зона. Разговаравме за индустријската зона која што имаме во просторот на фабриката за хартија и разговаравме за оние наши стари погони, односно стари фирми кои што ги имаат погоните неискористени, за да можат евентуално некоја браунфилд инвестиција да биде вклучена во овој дел. Главниот проблем во општината, невработеноста, го сведеме, ако ништо друго, барем во мерка како што е на ниво на Република Македонија, дури и нешто пониско, онака како што заслужуваат граѓаните на Кочани, да можат секој да се вработи, односно да си го заработува, за својата екзистенција. Двете нови странски инвестиции, Антура и Amphenol, се од големо значење за кочанчани. Антура ќе произведува расади на орхидеи за странските пазари, а се очекува изградбата да заврши најдоцна до крајот на оваа година. Со започнувањето на работа во оваа фабрика ќе се отворат нови 300 работни места. Целата инвестиција чини 6 милиони евра.